Светскиот ден на здравјето 7 април е еден од многуте можности за да се комуницира за важноста од еднаквост во здравствените услуги, не само за здравјето на поединците, туку и за здравјето на економиите и општеството во целина. Светската здравствена организација на овој Светски ден на здравјето се фокусира на универзалното здравствено покривање. Податоците оттаму се дека најмалку половина од луѓето во светот не ги добиваат здравствените услуги што им се потребни. Над 800 милиони луѓе, речиси 12% од светската популација, трошат најмалку 10% од своите буџети за домаќинството за здравствени трошоци. Растечката побарувачка за здравствените работници се предвидува да додаде околу 40 милиони работни места во здравството во глобалната економија до 2030 година. Според директорот на Институтот за јавно здравје, во нашата држава континуирани се напорите за универзална покриеност со здравствени услуги, што се согледува преку одделни индикатори. Имено постои тренд на намалување на доеничката смртност. Стапката на породени со стручна помош континуирано изнесува околу 99%. Стапката на инциденца од туберкулоза е намалена од 20,5 на 100.000 жители во 2010 година на 10,5 на 100.000 жители во 2018 година. Опфатот со вакцини се движи во просек од 85 до 90% зависно од извршената вакцинација и ревакцинација. Скрининг програмите за рана детекција на малигните заболувања се спроведуваат континуирано, како и повеќе други состојби за кои постои се уште простор за подобрување. Здравствените работници имаат клучна улога во едукација на пациентите за тоа како да се грижат за своето здравје, координирање на грижата и залагање за потребите на нивните пациенти до менаџерите на здравствените установи и креаторите на политиките.